дипломиран текстилен инженер, моден дизајнер, Филип Крставски. Добре дојде во One Way Show. Така, добре ве најдов. Ви благодарам за поканата и баш ми е драго да бидам дел и јас од ова шоу, каде што тука стварно владае позитивна енергија, тоа морам да го потврдам дека е баш тоа така. Факултетски образован во Бугарија, Пловдив, така? Така, значи дел од моите студии ги завршив тука и потоа продолжив се надоградува во Бугарија. Филип, еве ти, нели, како моден дизајнер, ме интересира што мислиш за македонската сцена. Успех има, талент нема. Така. Па видете се, Кој е значи проблемот кај нас? Проблемот кај нас е тоа што ние, значи, повеќе би успеале како еден тим и тоа што треба да се надоврзи, да се надогради е енергијата. Енергијата е многу битна, а позитивна енергија и тимска работа. Тоа е нешто најбитно за да дојдеме до еден цел и еден успех. Тоа е нешто што не возвишува во работата и тоа што владае и владае. Ми треба мислење, сега сме нели во нека нова ера, ете на многу подкасти, што многу мене си дават нели право да ги критикуваат музичарите, се наметнуваат како стилисти, а пред тоа нели се мејкап артисти. Така, сега сме на модерно време каде што напредната технологија не води сите и нели секој втор има подкаст. Мислам, тоа е малку искрено чудно и во тој подкаст, значи секој е подпрен на ако да се изразам, значи некого да прокоментираате стилски неговиот изглед и така натаму. Па јас мислам за да коментираш и за да осудуваш или како некој се облекува, или дали тоа ти се допаѓа или не ти се допаѓа, треба да има позадински еден столб каде што тој може да се потпре на сето тоа и тоа може да го каже за некого, а пред се, еве, реално јас би кажал од моја гледна точка, значи за некој тоа да го каже, мора да ми покаже и позадина некоја, нели? Да. Значи мора, што викам јас, да ми покаже диплома каде што е факултетски образован за тоа, за таа тематика. За тоа да го прави. Затоа што еве ќе се надоврзам тука. Значи јас сум учел универзитет неколку години, нели, 5 години, 6 години. Каде што сум се надградувал. Значи не може некој, се не знам како ќе бидам сфатен, значи ова го кажувам од моја гледна точка, така. Не може некој што завршил курс по дизајн или мејкап артист од 2 месеци курс каде што оди, учи, се надградува, значи не е исто ако го споредиме со тој што завршил и учел и се трудел и се вложувал, дали финансиски. Значи 6 години и 2 месеци мислам дека не е исто и не може да го замени тоа и да каже дека и јас сум и јас се токмам и се рамнам со него. Не. И стојам позади тоа заради тоа што треба да се вложиш, да се потрудиш за да бидеш еден оформен, моден дизајнер и на целина да дадеш од себе, каде што потоа сепак никој не се родил така, што знае секој се надградува, јас се надградувам, и ден денес се надградувам. И стојам позади тоа. И тоа најмногу ме лути тоа што во ред имаме ние можности, сме така. 2026 сме сега, имаме многу можности, имаме нови трендови. Али мислам дека не е тоа. По твој зошто е тој некој мејкап артист, нели го нарековме, како момент, не дека нешто, сака да наметне негово мнение, нели, на публиката, знаеш дека при тоа он само нели шминка и прави фризури. Па видете, тоа е само реално за публицитет некој да се набаца на себе, со тоа што стилист, значи моден стилист и моден дизајнер не е едно исто.
Значи стилист е стилист, мејкап артист е мејкап артист. Не може мејкап артист да си даде за право да го судува некој како се носи. Тој може да кажува во делот за шминка, пример да речем. Дали познатите модни критичари критикуваат така строго како кај нас што критикуваат јавно? Па видете се, кај нас за тоа го прават... Дали имаме ние модни критичари? На момент. Само прозвани, да. Али професионалци не, и професионално не се водат работата. Значи треба да имаш таа круна каде што ти треба да ставиш на глава и да прочекориш и да кажеш дека да, јас имам за право. Имам едно магично стапче и го правам тоа така како што треба да го правам. Али не. И не треба да се дава толку на значење, толку на право, секој еден да коментира тоа што не му е задача да го коментира и тоа што не му е работа да го прави. Секој си имаме некој пат каде што Сакаш да кажеш дека тоа е улична мода, како сите нели што си имам и си имам право како сакам да се носам, тоа е мојот стил, така? Па да, нормално. Значи јас си се облекувам онака како што јас сакам и не може мене некој да ми суди така да ми суди како што јас се облекувам, например, така се понашам или например ние судиме по стилот како некој се облекува. Не. И тоа не е вистина. Јас сум учил за тоа. Психологија на облекување сум учил каде што има доста... Како звучи тоа психологија на облекување, ме интересира? Па искрено сум учил, ете баш за тоа што ми го спомна, каде што осудуваат една група на луѓе осудуваат како некое лице се облекува. И како тоа лице се понаша и која е неговата цел, ете што се носи така и одма му даваме ние некоја група и го ставаме во некоја група каде што му даваме некој назив или некоја етикета, ние го етикетираме. Не. Тоа е нешто најлошото што може еден човек да го направи за некого. Што мислиш за македонските инфлуенсери кај нас што се фураат како модни икони, а многу ги има? Искрено ова прашање би го отскокнал, не би го одговорил. Не би сакал да му дам искрено значење на сето тоа, али според мене тука инфлуенсерство тука не постои според мене, искрено. Зашто? Јас имам и блиски мои пријатели каде што значи може после сето ова значи да кажат дека да ме така линчуваат на едно речено, али инфлуенсерство. Ама проблемот е кај нас е толку сакаш ти да се искажеш, а пак преминам да не ме линчуваат пријателите. А кога сите знаеме дека таа е вистина. Да, значи види се, ние како балканци нормално поземуваме се што е од надвор, гледаме, значи како надвор светот се така се прикажува пред народ што се случува и ние сето тоа го копираме на еден начин, ама тој начин што е малку во некоја полоша верзија издаден. И многу се нервирам кога го гледам сето тоа и кога младината на денешно време стварно имаме толку напредна технологија и сето тоа, али тоа не знаат да го искористат на прав начин. Зошто не знаат да го искористат? Затоа што тие сакаат да прикажат се она што не треба да прикажат. Се снимаат, пуштаат слики, значи го прават на лош начин, рекламираат некои дали марки, дали производи, дали што било, не знам. Треба тоа да биде малку посериозно и треба да имаш да почнеш од некоја база, каде тоа што имаш некоја цел, крајна цел. Како тоа би го поврзал ти, за да дојдеш до еден финален производ, значи. И да се изградиш како личност и се прикажуваш пред публика. Јас сум тоа и тоа, јас работам, значи се надградувам кон професионалност. Кој најчесто кај нас глуми елитизам, а при тоа не е достоен за сето тоа, инфлуенсери? Па така има неколку фаци што би ги наброил, али не сакам искрено да му дадам значење. Има и постои тоа, каде што елитизам или елита, значи не постои тоа кај нас, заради тоа што ако го отворам Инстаграм профилот на поедини лица, можам да заприметам дека се фотографираат со некои брендирани ствари, каде што добро позајмени или купени од нашите локални продавници, нашите соседи, како еве да спомнам Приштина имаме многу
маркирани ствари, каде што се фейк и го мразам тоа искрено и сум многу против такви работи. Значи, ако не си финансиски спремен, не го прави тоа. Значи, не го прави, не го купувај. Значи, зошто? Патиш од комплекс за да бидеш елита или патиш од комплекс за да бидеш VIP? Не. Тоа не е добро, тоа е многу лоша лекција. Зошто? Купи го тоа што си во можност да го купиш, затоа што ние знаеме во Македонија и кои брендови ги поседуваме или кои продавници ги имаме тука и што нудиме, значи, што можеме се приуштиме, што може да купиме, значи тука. И кои марки ги има тука. Носи го тоа, зошто одиш и купуваш во некои тезги или не знам си што. Зошто? Јас тоа стварно го осудувам. Не сум ништо против. Може да прави кој што сака. Тоа е негов приватен живот, али многу сум против такви работи, искрено. Зошто патат од комплексите да бидат покажени на народот во друга слика? Па искрено, јас не знам, јас се прашувам зошто. Нема потреба. Биди свој. Дади лекција на другите. Дади пример на другите, како некој може да се понаша, што може да купи, што може да си дозволи за да купи. Да, зашто кај нас, нели, сепак платите ги знаеме какви се, а истите ти, нели, Реално, баш така, не сакам да нешто спомнам многу за тоа, скапо, али да. А реално веќе она, нели, кога рекламира приказно. нешто, треба да е нешто приземно. да, И да, достапно во до нашите, секој, во нашите граници. Бидејќи сега, нели, ве социјални мрежи се отворени, така да не следат, нели, многу млади што не можат родителите дома да си го Така приуштат да се тоа. приуштат, да, али видете сега, еве како младите тинеџери што на пример ги следат, нели, еве, Инстаграм, тиктокерите, значи, нели, следат што прават другите или што прават, нели, од нашите соседи. И пробуваат уште од мали нозе да го постигнат сето тоа, али на некој погрешен начин. Треба да има некоја приказна. Имам се едно интересно прашање за тебе. Дали македонските дизајнери предпродаваат туги парчиња, значи купени, па ги препродаваат тука со етикети? Зашто сум видела некои бутици и други некои така дизајнери што го прават. Дали тоа вистина, ве сакам тебе да прашам. Искрено би одговорил на ова, јас не сум слушнал Сега овие за што се тоа. ново дојдени Так. Јас искрено не сум слушнал, мислам, за тоа и можам да кажам дека стварно не знам. ме интересира според тебе која е најголемата модна лага што имаш слушнато за тебе? За мене? Да. Па искрено да ти кажам, Ева социјални мрежи или критики, луѓе. така, секогаш би имало Да. критики, секогаш ќе има, значи што и да кажеш, каде да се појавиш, што да кажеш најдобро, значи секогаш има група на луѓе каде што се критичари. Од која причина не знам, али секогаш ќе слушнеш за себе нешто добро и нешто лошо, значи тоа е факт без разлика. Дали некој те знае, те познава или не. Искрено не обрнувам внимание на тоа и не сум слушнал. Не се занимам искрено со тоа. Али секогаш ќе има некој што ќе сака да прокоментира нешто во негативна форма за тебе. Али тоа најдобро е да го избегнуваш и да не му даваш значење. Коментари читаш? Реално не. И не ме интересираат коментари. Негативни коментари ги избегавам, значи не ги гледам, како да ти кажам, значи воопшто не му давам значење. Ги ставам таму кај што му е место, корпа. Па и не е возможно секој да насака. Не да бришам коментари не бришам. Али едноставно ги ставам во корпа. Тоа го викам јас корпа. Ги хајдуваш, Така, баш така. И мислам дека нема потреба да му давам значење, нема потреба да се бавам со тоа. Коментари секогаш ќе има и тоа е добро, и негативните коментари се добри коментари. Филип, кој е најголемиот кич во Македонија кај нашите јавни личности што ти изиритирал? Ке нашите модни личности. Да. Кич и Шунт. Тие се брат и сестра. Добро. А инаку, видете се, за мене се кич она што го гледам ке некого, а при тоа не му стои добро. Не знае да го носи, не знае да се носи со него. Тоа е за мене кич. Значи тој може треба да се чувствува добро,
да го живне нештото, нели? Еве пример, јас ќе се земам за пример. Искрено, значи јас нормално како моден дизајнер следам сите трендови, се што е ново на пазарот, јас морам да го следам, па и го купувам реално. Тоа што сум во можност го купувам. Сега, тука имаме нешто што не ни стои и нешто што ни стои. Нешто е во тренд, а не ни стои. А ние сакаме да го имаме. И сите како војници, Да, како што искачам, али- моја сите исто се да, плакат, да, тоа баш- ја идам баш контра. Баш реално, али тоа не ми стои. Не можам да го купам, не можам да го носам. Зашто не ми стои. Да, на кеф ми, ама нема да го земам. Зашто јас сум тој што сум. Сите сме различно изградени, нашата физиономија е различна. Не сме сите исти, да бев не сите исти, немаш да би интересно што викам јас. Значи ние сме доста различни и каде што и карактерно и физиономија и така натаму. И нема да го купам зашто не ми стои мене тоа. А има луѓе каде што, на пример, се што гледаат дека е во тренд, го купиле па го ставиле на себе, па се шетаат тука како кловнови низ улици. Гледаме тука низ Скопје, улична мода се фура као нешто. Некоја, значи, видела на излог, сега пример, карикирам, е жолта боја во тренд или зелена боја во тренд и сето наредено тап и таа бира, купува, зема, го носи на себе. Некој, шо знам, како да ти кажам, некој фустани што се, или оверсайз нешто, како да... Значи, не и стои, нема да го носиш, нема да изгледаш смешно, нема да изгледаш како партал. Еве така да се изразам на најпрост начин. И сум против тоа и мислам дека тоа треба да се пренесе од генерација на генерација и сакам да го кажам тоа еве јавно дека не го купувајте тоа што секогаш е во тренд, да, и не значи дека ти мораш да бидеш тоа лице што прво треба да го износи. Не. Напротив, не. Бевме заедно на Fashion Weekend, имаше многу добра маска изработена, целата беше со диаманти и при тоа заедно нели не текна на претходниот гостин, што ми беше ти ја изработи специјално за него. Така. Твојата маска на Fashion Weekend колку временски потребно ти беше за да изработиш? Така, зашто ме поколен маската на Девито беше друг модел, нели? Да. А како што тој се носи и се изразува преку тоа. А мојата маска што ја носев јас на Fashion Weekend, значи беше стварно, ми требаше стварно време за да изработам и повеќе часови ја работев затоа што сета беше рачно шиена, рачно прикачувана, рачно везена, секојто камче, деталче, значи дали во тоа различни се вреднува, запамти го одговора, дали се вреднува тоа, значи рачна изработка, после сакам да се надоврземе за креациите што ги изработуваш и како нели цените ги одредуваш. За маската само да продолжим. Така, тоа се што е рачно, видите се што е рачно е доста скапо. И тоа треба да се вреднува и се вреднува, али тој што треба да го запримети, тој што го знае, тоа го знае, тој што не го знае, не го знае. Значи мора да Значи, им кажеш на клиентите дека е рачно. Така, тој што не го знае, не го вреднува, значи. Тој слуша цифрата, сумата на пари и може да каже дека тоа е прескапо, а тука значи имаме долг период каде што се тоа работи, значи со часови и се прикачува, нели, тоа е еден вид на губење на време каде што тоа кошта и тоа треба да се наплати. Али мислам дека тоа е доста ценето. Тоа што се разбира, пак ќе кажам. Затоа се потрудив да излезам во некоја, што викам јас, специфично. Така, анонимус, много, да. анонимус, да. Баш такав анонимус бидам затоа што сум пробал се, мислам на тие евенти каде што ме канат, сум пробал, сум носел скоро, значи висока мода, да, различно, да, сум гледал да излезам, значи така нешто поразличен. Значи види сега, имам заприметено кога и нешто, мислам се нормално и ненормално, што викам јас, не се облекувам пример екстравагантно или така, значи ставам нешто ептен, значи некој џакет, нешто примерно не колористичен или било што, и секогаш имам заприметено дека паѓам во очи. Не, секогаш не сакам да паѓам во очи, али имам заприметено на кој да сум евент или да излезам на улица. Или на евент, значи одма идат фоторепортери и сликат, одма можам да се најдам на некоја страна портал, мислам, или ми пуштат приватно слики, значи ете јас не го сакам пример тоа, али сум екстравагантен со тоа што го носам. Колку да е обично, на пример. Да, тоа ми беше поентата да кажам дека треба да знаеш да го износиш тоа. Па било и 200 денари, така кошулче или не знам што. Да, не пат од комплекс, дека мора да е марка. Маската колку камчини имаше?
Fashion weekend се носиш? Па искрено не би ги броел во камчиња, пошто баш се доста беа. Камчиња гледав да бидат во различни бои, каде што ќе дава оној одблесок и бев доста заприметен. И ќе кажам дека баш се не знам од кој телевизија портал не се сеќавам, ми приде и сакаше да му дадам некој, нели, некако интервју нешто. Јас само вака, имам дури слика каде што држам раката крената и не сакав воопшто да зборувам затоа што сакаат да дознаат кој сум, јас сакав да бидам во една анонимус капсула. Ама на крај дознаа, видиш? Да, љубопитни луѓе секогаш ќе дознаат за тоа што сакаат да дознаат и да исцрпат. Што би им рекол на оние дека модниот дизајн е гламур или е само стил на твоите клиенти? Така. Па види сега, имаме клиенти каде што можат да се приуштат она што го сакаат, без разлика колку кошта. Значи имаме доста скапи материјали од на чипки, ете да издвојам, каде што Колку е метар квадратен најскап? 500 евра, 600, има такви цени? Да. Има каде што се тие богати изработени чипки, каде што во фабриките ги работат, нели, делирачно, каде што имаат огромен тим што работат, нели, на тоа и цел ден везат, значи. Значи чипката е готова, да речеме чини 500-600 евра и вие плюс додатно ги доработувате рачно, така? Така и плюс со тоа што имаме клиенти каде што сакат, нели, нешто што баш е гламурозно и сакат да го задоволат, нели, сето тоа кај нив и луѓето знаат да платат оноко колку што стварно прилично кошта. Значи, како гламур, ете, имаме луѓе каде што, например, не мора да е некој настан или евент, па за да се изработува нешто гламурозно и да така да кошта скапо. Има луѓе каде што тоа го носат секојдневно. Дали излегуваат на кафе, дали излегуваат на вечера со нивните најблиски или со пријатели. Луѓето наставно сакаат да се чувствуваат онака како што тие сакаат. Кој досега ти бил најтежок клиент, онака што ти му изваден од контент, онака нервозно, да ти врати, пример, ете, некоја така, нели, гламурозна скапа хаљина, да ти врати и каже, не, ајде коригираме, не ми се допаѓа, и да чувствуваш дека тоа е намерно. Види се, тоа не ми се случило. Значи, досега, значи, не ми се случило никогаш, али се работи за различни карактери, нели? Ке луѓе каде што имаш... Какви се тие карактери за тебе? Што има многу такви жени со пари што го прават баш тој момент на дизајнерот. Што јас сум видела со своји очи. Затоа те прашувам. Не за тебе, општо онака имам видено, па ме интересира твое мислење. Така, ти секогаш треба да му удоволиш на клиентот она што тој го сака, тој што го тој бара, нели, например. Ти во секој момент треба да бидеш спремен за клиентот, ма каков и да е клиентот, нели. Значи, што викаме, има, ете, како што спомнати, сите сме различни. Мораш во секој момент ти да бидеш смирен и да му го понудиш најдоброто на клиентот. Значи ти дали чувствуваш психологијата на клиентот за да и анатомијата на телото за да сугерираш, така? Те прашуваат? Секогаш, да, секогаш. Што викаме, значи, дизајнерот е во вид на еден психијатар, нели? Каде што има луѓе кои што знаат што сакаат, има луѓе каде што не знаат што сакаат, а при тоа ти, например, не го знаеш неговиот имидж и стил на облекување. Значи, прв пат го гледаш човекот, така? Добро. И сега ти го гледаш како слика која што е пред тебе и е облечен во тоа што го носи. Прифаќаат твоите клиенти трансформации така? Кој им кажуваш ти, ајде сега, значи треба да изгледаш малце поразличен или? Да, можеш да влиеш ти на сето тоа. Го прифаќаат тоа, така? Да, заради тоа што се случило да се јават или да пишат и да кажат дека браво, секоја чест, имав многу позитивни коментари од луѓе каде што бев на настан, затоа што изгледав доста поразлично и
бев многу посреќена каде што се видов во некоја друга слика со целосна рамка, што викам јас. Сега, јас го мразам тој дел кај луѓето каде што секогаш изгледаат исто. Зошто? Значи, дај си промена. Монотони. Не сакам монотони луѓе, да. Стилски, значи, дај си промена. Значи, еве, кога сме кај коса, значи, носи истата фризура 6 години, така? Дај коса расти, сечи, скрапај, прави нешто од себе, значи. Биди интересна. Зошто да не пробува, експериментирај. Животот е еден, значи, можеш да ги пробаш некои работи во границите на нормалата, нели? Кога креираш нека така, нели, некој фустан, жена доаѓа на свадба. Во моментов си вработен кај еден наш моден познат дизајнер, така? Дали во тој момент ти и сугерираш, пример, како да се нашминка? Да, целокупен пакет, зошто да не, значи даваш коса, што би даваш одговарало на идеи и предлози, значи дел од тие идеи и предлози клиентите ги прифаќаат. И сами прашуваат, без да ти му се така, значи сами прашуваат што да искомбинирам од страна на, нели, штикла, папуча, од страна на фризура, како да ми стои, како да ја правам косата, која шминка, која нијанса, значи да ставам. Значи ние сме еден вид на психијатри, што викам јас. Тука морам да се надоврзам. Добро. Јас сум дел од тимот на нашиот познат бренд Елена Лука, каде што секогаш, нели, се издаваат уникатни парчиња и гламурот баш онака блеска кога сме кај тој бренд. Голем поздрав до директорката Елена, поздрав, Пандева. еве и од Да, голем поздрав. И секогаш, нели, да се Колку редат години постои таа модна куќа? Видете, тој е познат македонски бренд 100 години, кој што работи успешно и е формиран ако не се лажам, 2008 и предходно. Почетоците мислам дека ти беа таму или на друго место? Така сум работел за повеќе модни куки. Ме интересира за Тука кој, знам дека со Валдрин Сахит имаше соработка. И надворот Познат Македонија. дизајнер, да. Така, да. Па мислам дека секогаш Ти си типот, знам дека сакаш да менуваш, затоа и убаво е тоа. Па видите сега, значи кога нешто ќе е добро, значи го прифаќаш тоа и позитивната енергија, таа цела капсула и Што Валдрин стрикно тебе знам дека те побара ти да бидеш како негова десна рака за Македонија. така, значи работев и тука, работев во За тие што не знаат, Приштина. тој нели беше што ги прави на Бионсе на Да, модните креации на познатите, значи Ники Минаж и неколку што. Да. тие колку чина хаљани. Па не сакам искрено да коментирам за тоа. Добро. Прилично скапо. Скапичко. Кое парче го гледаш кај луѓето и ти дошло до момент да кажеш ова јас би го забранил, не сакам да го гледам. Па види сега, со оглед на тоа што јас како моден дизајнер, значи јас одма правам една слика, комбинирам тоа со тоа што го носиш и тоа не се комбинира, значи таа со таа боја јок, али видете сега, секој си се носи онака како што сака. Али јас да би имал едно магично стапче, би менувал, значи во секоја минута, значи би одел по улица, едноставно со магичното стапче би профункционирало онака како што треба да профункционира. Кога сме кај модните изрази, значи. Филип, дали е вистина дека модниот свет знае да биде некогаш суров и со завист? Па тука можам да кажам дека да, може да биде. Али нема потреба зошто тоа. Значи, фали се она што е позитивно, нема потреба од сурови работи. Јас тоа не го гледам така, реално. Јас сум личност кој што е негира позитивата и секој сум на страна на позитивата. Нема потреба од такво нешто, али постои, секој ќе постои. И тоа нема никогаш да се мени. Никој нема да каже дека нема да постои да стави граница. Да. Кој моден дизајнер највеќе те нервира од странски овие поскапите што се и онака си викаш ја би го забранил да не се појавува. Се знам што ќе кажеш Филип Плейн. Да.
Знаем. Баш, а види како читаш мисли. Да. Па не, реално... Чувство дека ќе го кажеш. Има впишано и некоја статија на Инстаграм, мислам, ако не се лажам, немам ништо против, али реално како бренд, значи имам стварно неколку парчиња каде што ми се Филип Плейн купени и ето, баш не сум ги износил како што ето. Едноставно не ми се покеви, затоа што секоја модна куќа или бренд си има своја линија и своја цел каде што тера и што сака да се изнесе на пазарот. Да, се имаме тука каде што на некој нема да му се бендис, имаме каде што на некој ќе му се бендис. Тука се работи за вкусови. Така, значи треба да постои таков, зашто може некој сака. Окей, да, он е кич, да, он е баш кич, ама ете некој си го сака. Али види сега, значи Филип Плейн како бренд, например, мислам дека се застанати на некоја, се искачени на врвот, али се застанати на некоја точка на врвот, каде што треба нештото да се, значи, малку постепено да се игра со нештото, нели? Се излегуваат, нели, сезонски неанси бои и така натаму. Треба малку да биде поактивни, мислам. Не знам кој работи позади тој бренд, нели, имаме група на дизајнери каде што работат, али мислам дека треба малку да, како успешен бренд, мислам дека треба малку да се вложи. Според мене, некој труд. Сега има едно 3 прашања од твоите вработени, што сака да те прашам. Ајде. Ќе го прочитам. Ајде. Ви како треба да избираш да кажеш непријатна вистина за колега или да молчиш, што би направил? Би молчал, реално. Би молчал? Не би му кажал во лик онака... Еве, тебе ти се обраќам, види се, ти со оглед на тоа што и приватно се знаеме со тебе, нели? Да, со години. И сме скоро често, мислам, заедно излегуваме, се дружиме по евенти, настани и така натаму, луѓето можат и чисто не гледаат заедно. Да. Каде што јас не сум конфликтна особа и не го сакам тоа, али секогаш му го кажувам на луѓето тоа што го мислам во лице, затоа што така е најдобро. Али, ако мразам, она каде што некој те тапка по рамо и накрај го зборува се она што сака да ти го каже во лице, нема смелост и го разбираш преку некоја петта особа. Мислам дека нема потреба. Нема потреба од мрзење, нема потреба од такви работи воопшто, мислам. Не сме сега во времето на така. Колку пати имаш видено кај нас лошо стилизирани јавни личности и при тоа никој не имал сила да им каже дека тоа не е добро? Колку пати имам видено, па гледам секој ден, дали на ТВ, интернет, дали по улица, дали во аптека, дали во банка, значи сегде. Ама за јавни личности зборам. Па да, јавни личности, значи што ги среќавам, нели, по улица, значи така. А кога се на сцена, на бина, еве пејачи? Искрено, тука како, нели, естрада, значи стварно треба да се обрне внимание, треба да се работи на сето тоа. Затоа, значи, во нашите соседни држави, нели, еве, кога сме кај естрадата, пеачките, секој си имаат, нели, свој менаџер каде што се грижи за него, стилист, каде што се грижи за него, значи за неговата облека, како се облекува. Објасним го тој момент стилист. Бидејќи пак ќе се навратам, нели некој така мејкап артисти се нарекуваат стилисти, објасни го што е точно стилист. Така, задачата на стилистот му е да комбинира тоа што дизајнерот го изнел. Така. Сега, задачата негова е да комбинира, нели, парчиња за една личност. Значи што ќе носи, како ќе изгледа и така натаму. Али треба да се огради тука од некои други работи, значи тој е стилист. Моден стилист, значи. Имаме тука што се стилисти, али мислат дека се и заболекари. Не се заболекари, не се седми чуда, туку се стилисти, значи. Ако се во светот на модата стилистите не треба, значи, да излегуваат таа шина каде што има уште нешто што треба по нивно мислење да забиберат. Не, народски кажано, значи тој е стилист и е стилист. Јас сум дизајнер и сум дизајнер. Тој е мејкап артист
и се разбира, нели, учел за лицето, за нанесување на шминка и така натаму. Не може мекап артист да кажува во областа на текстилот. Пошто текстилот, областа на текстилот не е баш толку едноставно. Јас како нели текстилен инженер сум работел во компанија каде што баш сум бил внесен во тоа што произлегува, значи, за да денес го носат многу луѓе по продавниците. Кое модно правило за тебе мислиш дека не е тотална глупост? Па со оглед на тоа дека модни правила стварно и постојат и ние создаваме дизајнерите, како модни правила, значи, али видете се, значи, ако јас му кажам на некој како правило дека тоа треба да го прави така, тој нема да го направи така. И тоа ќе испадне баш глупост, значи комбинира едно со друго, на пример, изгледа смешно. Сега тој, нели, бара помош од стручно лице. Ти му даваш, нели, помош, али тој не го прифаќа. Тоа не го сакам јас кога, на пример, некој бара помош, а не прифаќа. Правило, тоа не е почитување. И последно прашање имам и да ставиме една добра маска. Јас имам за тебе едно прашање. Нова емисија. Ајде. Кој е најконтроверзиот коментар до сега што е бил упатен кон тебе? Па искрено, јас коментари со оглед на тоа што не обрнувам внимание искрено на коментари, али имало нешто. Што не искрено не ги читам, значи. Али јас секогаш, на пример, од мал и сум цртал тоа што сум цртал, нели, моделки мода во таа област, нели? Сега секогаш сум ја негувал високата мода. И сум сакал да се облекувам, нели, нешто поразлично. Нели, често сега, пошто сме зимски период, јас често, на пример, носам бунди, нели, крстени бунди во различни нијанси на бои, така? И баш на луѓето му е малку чудно. Чувствуваш дека те коментират од страна кога ќе поменеш дека зборат? Секогаш. И кога излезаме и во кафич, на пример, се вртат и коментираат, на пример, дали позитивно или негативно, искрено тоа не го слушам, значи. Не ме интересира, сум излезен со личноста што сум и со целта што сакам да ја исполнам. Си дава за право да. И затоа што имав еден професор на факултет каде што го запрашав, добро професор, викам зошто често пати јас како дизајнер кој што можам да се дадам за право да коментирам некого, не го правам, викам тоа, зашто во овој случај обратно се случува нештото. И ми вика, затоа што ти многу ги поштедуваш, вика. Немаш потреба толку да ги поштедуваш, вика. Коментирај, дај си за право, вика. Носиш таа титула. Па убаво ти кажа. Сега многу ги поштеди. Па јас секогаш јас сум добар човек. Добро. Имам едно прашање за тебе. Ајде. Може? Може. Пошто сме 2025-та, на прагот за 2026-та, ти ми даде едно ветување лани, само така можам да го кажам, па нели ќе те мажев на БТБ Агнес ова година? Што се деси за тоа, бе, човеку? Јас треба да креирам тука за себе. Јас се спремам. А ти сакаш која е таа глам венчаница што треба тебе да ти ја направиме? Ајде, здраве, до година 2026-та. Оставам на судбината. Па супер, значи нова мода, нешто чекаш ти ново. Филип, ми беше драго што ми беше гостин. Се надевам дека повторно ќе се дружиме и ќе бидеш малце поотворен, многу ми беше стегнат. Јас сум стегнат, јас сум добра личност, не сакам да критикувам, значи, до тој степен. Ако да требаше малку, ама добро. Па не, види сега, јас имам момент каде што поштедувам, имам момент каде што наплаќам и за тогаш. Така да. Добро. Имаме време, јас и ти. Фала ти сепак што ме покани, бев твој гостин и ваш гостин, еве, ова уникатно, нели, тука што го имате катче, што е прекрасно направено и ви посакувам искрено многу успех и да имате многу гледаност како што имате, како што видов дека имате и секој е добро. Ми значи тоа што бев гостин денеска. Благодарам многу, Филип. Се гледам.